Slovenskiот jazik, zbor jazik ima dvojno značenje. Značenje na jazik i na narod, што упатува на неспорната реалност дека јазикот е органски сраснат и неразделен од народот и дека јазикот и народот целосно се испреплетени, сплотени и поистоветени еден со друг. А пак старословенскиот црковен јазик се роди токму тука, во денешна Македонија, во Охрид, и од тука се расшири из целиот словенски род. Затоа ние македонците, не само на овој ден, туку и постојано треба да се подсетуваме се дека наизуст не ги научиме вечните аманети кои што ни ги доверија на чување Крсте Петков Мисирков, кој вели: ние имаме и право, освен долг, да го браниме нашиот јазик и тоа право ни е свето. И Блаже Конески по кој порачува: послушајте, македонци, за нас повеќе отколку за многу други во светот, јазикот ни представува единствена наша комплетна татковина. Сепак, воден од денешните премрежја би додал: послушајте, македонци, освен јазикот, за нас достоинството, самопочита и правото на самоопределба се нераскинлив дел од нашата татковина. Во својата долга и бурна историја, во постојаната борба за своето место под сонцето, македонскиот народ бил главно под 4 господари: Византија, Отоманската империја, Србија и Бугарија. Но денес сите тие империи, царства и кралства исчезнале и се распаднале. А она што останало во времето и просторот, она што не умрело и не исчезнало, тоа се македонското духовно и материјално културно наследство, а ракописите, пишаниот збор, уметничките творби, крадбите и обичаите, што говори за македонскиот непокор и за бесмртноста на волјата на македонскиот народ за опстанок. За Свети Климент, поимите просвещение и спасение се еквивалентни. Просветувањето е спасување, спасувањето е просветување. А ние, македонците, повеќе од 1000 години, своето просветување и спасување го баравме токму во она што е најнеуништивото, во својот креативен, уметнички и научен дух. Но за жал и денес во 21 век, во навидум изградени демократски општества, продолжуваат уште активните обиди за исчезнување на македонскиот идентитет. А што е уште потрагично, продолжува само уништувањето на националната свест и идентитетските белизи кои ја обележуваат македонската нација како посебна. Во сите религии молитвите заземаат централно место. Имено, според учењата, молитвата е нешто најсвето во нашето постоење, разговор на човекот, на човековата душа со Бога. Тоа што е воздухот за телото, тоа е молитвата за човечкиот дух. Молитвите се искрени во мислата и изговорените зборови. Нема полза од молитви ако ги вршиме без внимание и разбирање. Молитвите испраќаат непоколеблива вера и надеж дека ќе го добиеме тоа што го бараме. Молитвите подразбираат спокојно и смирено срце, чиста совест, трпение, постојаност и неуморност. Денес на овој голем државен празник, кој представува символ на непокорот на македонскиот народ, ве повикувам заедно да упатиме молитва за Македонија. А при тоа да не заборавиме дека зборот Македонија подразбира: прво, просторен и милениумски континуитет на македонскиот јазик, идентитет и народ, и второ, македонскиот национален субстрат го сочинуваат македонците што живеат во државата Македонија, во соседството, вклучувајќи ги тука и Грција и Бугарија, тоа да не го заборавиме никогаш, и низ целиот свет. Овие две карактеристики на зборот Македонија се неделиви една од друга. Значи, просторниот и временскиот континуитет и националниот субстрат се неделиви една од друга. Всушност тие представуваат две димензии од една иста сплотена реалност, па затоа тие не можат да се одвојат и да се гледаат засебно, односно изземањето на било која од нив подразбира разнемитување на Македонија. И затоа е клучно тоа да се има предвид и како такви да се присутни секаде
во сите преговарачки рамки, договори, спогодби и протоколи. Радоста, гордоста и спокојот што ги носам во себе денеска по овој повод, по овој настан, не произлегуваат од моменталната ситуација во која се наоѓа земјава, главно креирана од политичките околности за кои што многу пати досега сум пишувал и истакнувал дека се полоши од било кога, а најголем дел од денешниве политичари се слуги на дневнопартиските и геостратегиските интереси. Тие, радоста, гордоста и спокојот произлегуваат од мојата увереност, дури и сигурност дека македонската држава, идентитет, јазик, култура, наука и уметност ќе обстојат на овие простори и во вековите што доаѓаат, затоа што тие длабоко се врежани во историјата, колку тоа некому да пречи, но и во срцата на секој од нас. Денешниот говор во духот на Ману би го завршил потенцирајќи дека само аргументираните и јасни научни факти недвојбено не водат до непобитната вистина, а вистината е непроменлива, злобата може да ја напаѓа, незнаењето може да ја исмејува, но на крај таа сепак е тука присутна. Да живее Македонија и нека ни е честит и вечен символот на непокорот на македонскиот народ. Благодарам.